кој што не очекува, го привлекува вниманието секогаш. Тоа е дефилето на олтајмерите, е сега новогодишно дефиле на олтајмери подготвуваат. Буба клубот Скопје, мој соговорник Елвир Садиковиќ Вили. Добро утро. Добро утро вам и на гледачите на македонската телевизија. Секогаш привлекува големо внимание олтајмерите, без разлика и по некој друг повод, ова ви е традиционално собирање, но и по некој друг повод да се појавите, секогаш ве забележуваат. Колку сте на број? Чинам дека како постојано некои нови членови да ви доаѓаат. Или може таква перцепција? Не, видите, од година во година се зголемува бројот на собствениците на олтајмерите. И можам да кажам дека во минативе неколку години веќе има тој тренд на пораст на олтајмери во нашата држава и во нашиот град и можеме да констатираме дека како собственици на тие возила навистина сме задоволни, бидејќи сакаме да ја негуваме таа култура и традиција на тие возила. Кога ќе биде настанот? Па настанот, новогодишното дефиле, кое што Буба клуб Македонија организира, е со почеток утре во 18 часот, значи ќе бидеме паркирани пред паркингот на трговскиот центар Веро. Добра. Значи спроти Народна банка. Добра. Веро Джамбо, можеме да кажеме. Добре, и тука се собирате? Да, тука се собираме. Веќе се подсетиме на некои дефилеа претходно. Да, секако. Ова е нашето прво дефиле, можеме да кажеме, на плоштадот. Навистина привлековме големо внимание, бидејќи за прв пат на просторите на нашата држава, а и градот Скопје, Буба клуб Македонија организираше новогодишно дефиле, како што може да видат гледачите, со прекрасно украсени наши возила, значи Буба возила, со лед сијалички, украсни сијалички и навистина можеме да кажеме дека бевме вистинска атракција во тој период, односно во тој дел од годината, привлече големо внимание, така да... Едно од најсимпатичните возила. Секако, да. Бубата по својот изглед, значи, по својот изглед привлекува големо внимание. Значи, тоа е едно легендарно возило, можеме да кажеме, со години наназад, малце да ги запознаеме и гледачите, дека едно од најпродаваните возила во автомобилската индустрија, некаде околу 21,5 милион возила. Значи, Буба е легендарно возило, синоним на квалитет, символ на мирот, синоним на издржливоста. Значи, една кола која што навистина плени многу воздишки од сите, кога ќе помине било каде низ улиците, не само на нашиот град и нашиот држава, и секаде низ светот, навистина плени многу задоволство и восетување. Добро, Вили, што значи да се одржува ова возила? Па видите, тоа е една пасија, тоа е една, можеме да кажем, фетиш, пасија кон тоа возило. Треба да правите нешто секој ден? Па не, видите, обично овие возила се или наследени од нашите родители, а имаме и доста, значи, членови и собственици кои што ги имат купено, значи, тие олтајмери, меѓутоа, видите, голема е таа љубов кон тие возила и многу треба да се вложи многу труд, напор, инвестиции, креации за да се вратат тие олтајмери во првобитната положба и да изгледат онака како што биле кога фактички биле произведени од фабриките. Значи тоа е навистина многу голем еден труд и една инвестиција и секако инвестиција, меѓутоа тука се вложи апсолутно љубовта ги оправдува средствата и секако дека тоа е една голема љубов кон сите нас кон овие возила олтајмери, еве да кажеме посебно бидејќи се збори за Буба клуб, не збориме за легендарната Буба. Она што се забележува секогаш на вашите настани е помладата популација, па колку е најмладиот кој што има Буба? Олтајмер му дозволувате да ја вози? Видете, ние секогаш син на некој господин кој што секако имаме различен опсег на години, значи собственици имаме, значи од најмлади некаде можеби 19-20 години па до скоро 80 години, кои што значи имаме членови во клубот. Меѓутоа, видите, едно од најубавите работи е што сите заедно се дружиме и сите ги споделуваме тие чувства и таа љубов кон олтајмерите. Љубовта кон олтајмерите, не само Бубата, веројатно тоа се наследува. Особено кога што видите голем број од бубите се всушност наследени од родителите и така натаму.
Што е она што како да ја објасниме на сите оние кои што се воодушевуваат кога ќе бидат олтајмер, на сите граѓани, како да ја објасниме таа пасија? Што значи таа пасија? Видете, со зборови не можеме да објасниме. Значи, чувството за тие олтајмери, еве сега во овој случај збориме за бубата, може секој да доживее доколку ја поседува или доколку се вози во незе. Не можеме, нема зборови кои што би можеле да го опишат тоа чувство. Бидејќи возењето во олтајмерите е сосема нешто едно посебно чувство, за разлика од денешните модерни возила, кои што ги знаеме. Наспроти, да, денешната нова генерација на возила, кои што видите, многу го леснуваат самите облини, возењето. самиот дизајн на тие возила, збориме во конкретниот случај за бубата. Значи, самите тој дизајн привлекува и тој е неповторлив. Значи, бубата е направена на вистина, еве, далечни 1933-36 година веќе се почнува со производство на таа бубата. Следува Втора светска војна, значи бубата ја облекува војната униформа, беше бидејќи возило кое е креирано во време на Германија во Втората светска војна. Меѓутоа, некаде во 1946 година повторно се рестартира производството на бубата во Волксбург во Германија. И следи еден подем се до, значи, последната буба до 2003 година, кога и се престанува во Мексико, односно Бразил производството на бубата, и значи вкупно се произведен 21,5 милион. Зборувавме за бројката, но што значи ако согледното дека не се произведува повеќе во 2003-та, така да, беше последен, произведена, последната серија, што значи ако сега сакаме да купиме? Сега, доколку сакате, видите, продават, меѓутоа секако дека овие возила имаат висока цена. Чинат многу, да. Да, чинат бидејќи олтајмер денеска, зашто и самиот збор е олтајмер, затоа што секое возило кој што е над 35 години веќе спаѓа во категорија на олтајмери. Да. Така да се купи денеска еден олтајмер, навистина бинго можеме да кажеме ако успеете да најдете за некоја сума која што би ве одговарала, меѓутоа генерално се скапи, бидејќи нивното одржување, значи нивната реставрација исто така многу скапа. Да. Така да не е лесно да се најде. Може да се најде, има по интернет, значи има огласи, меѓутоа цениве се навистина високи. Велики искористам со оглед на тоа дека вие исто така сте и туристички водич. Да. Ваквите настани кои што привлекуваат големо внимание, сигурно ќе бидете убаво украсени, па ќе биде дополнително бавина да ве видиме низ скопските улици утре по 18 часот. Што значат за туристите? Привлекуваат ли внимание кај туристите? Видете, значи новогодишното дефиле, како што кажавме претhodно, значи Буба клуб Македонија пред неколку години го организираше, тоа е дел од програмските активности на нашиот клуб, кој што ги имаме за секоја година. Тоа е едно новогодишно дружење со членовите на Буба клуб Македонија и нашите пријатели од останатите олтајмер клубови. Дојдовме до идеја, само едно мало појаснување доколку ми дозволите за гледачите, да ги украсиме возилата по пример на некои клубови широм светот, значи Буба клубови. Тоа го направивме и привлековме големо внимание. Секако дека и утре нашите возила ќе бидат убаво украсени со тие леци алички. Значи ќе парадираме низ улиците на градот Скопје. Ете малце да ја збогатиме таа новогодишна атмосфера или предновогодишно расположение со цел нашите сограѓани малце да почувствуваат дел од таа новогодишна. Да видат некој убав настан. Да е некој убав настан. Се трудиме сето тоа да биде убаво организирано, сето тоа убаво да биде накитено, за да има една убава гледка. Точно би требало да привлекува туристи, би требало да привлекува, значи, многу голем интерес. Меѓутоа имаме еден друг проблем. Проблемот е во институциите. Бидејќи Буба клуб Македонија, значи еве неколку години организирано годишно дефиле, не само ова дефиле и многу собири. Меѓутоа ние немаме никаква помош од институциите, немаме никаква помош од државата. Сепак, Јована, за да се организира ваков еден собир, секаде надвор од нашава држава, градовите, значи градоначалниците, секогаш даат голема поддршка на клубовите, бидејќи тоа е еден не секојдневен настан. Да, Колку е тоа што ги привлекува сограѓаните, привлекува и странски туристи. Замислете ние да имавме поголема, значи, поддршка за оваа година при организирањето на ова новогодишно дефиле, да имавме поддршка било од некои фирми, спонзори, па еве и од градот Скопје, значи ние ќе направиме уште поголема промоција која што ќе беше во корист и на нашите сограѓани, а и на градот Скопје.
Во секој случај, со задоволство ќе ве следиме утре, ќе бидете бар убавено за очи за граѓаните. Благодарам за гостувањето. Посакам убава и успешна 2024. Благодарам уште еднаш, само да повторам, ако ми дозволите, од 18 до 21 часот, возилата на Буба клуб Македонија, легендарните буби со своите пријатели, олтајмери, останатите колеги и пријатели ќе бидат паркирани пред паркингот на Веро, Джамбо, од 18 до 21 часот. Еве ги покануваме сите сограѓани кои што сака да видат една убава гледка со своите најмили, со своите деца, да дојдат да бидат дел од овој настан. Благодарам. И благодарам и вам.